Почитувани, ви посакувам добро утро, вести во 9 часот. Од денеска на програмата на 24 вести, нови информативни појаси и програмски содржини. А денеска стартува новата учебна година. Околу 280.000 ученици денеска првиот училишен час ке го почнат во 360 основни и средни училишта. За 20.774 првачиња прв пат ке задзвони училишното звонче и ќе го означи нивното влегување во светот на знаењето. Надлежните уверуваат се е подготвено за стартот на учебната година. Санациите и реновирањата се завршени, а набавени се и бесплатните учебници, вели министерот Спиро Ристовски. Преку 90% од сите подготвителни активности, значи санациите на новите училишта, подготовките, реновирањата се подготвени, но исто така и она што е редовна подготовка на училиштата е веќе во завршна фаза. Значи се обезбедија комплетно новите учебници за од прво до трето оделение, се обезбедија корекциите на учебниците кои што се пријавени како уништени, така да мислам дека со еден збор училиштата се веќе подготвени. Учениците и годинава ќе добијат бесплатни учебници и бесплатен превоз. Министерството, вели премиерот Груевски, е целосно насочено кон проектот Бесплатно и основно образование, чија цел е редовна замена на старите и оштетени учебници со нови. Еве пета година поред, практично крајот на август, почетокот на септември, родителите не треба да размислуваат за тоа дали ќе имаат или ќе немаат пари да им купат учебници на своите деца, затоа што државата тоа го обезбедува. Инаку, сакам да напоменам дека независно што некои од учебниците не се нови, сите оние учебници кои што се оштетени или на некој начин неупотребливи или тешко употребливи, редовно ги заменува Министерството за образование и не дозволува некој учебник, независно дали е во неговата прва, втора или пета година, да биде толку искористен да не може да се употребува. Загрижувачки за власта е намалениот број на првачиња кои неколку години наназад се помалку се запишуваат во училиштата. Според надлежните, причината е намалениот наталитет и се помалиот природен раст на нови генерации. Годинава бројот споредбено со лани се намалил за 500 деца. Во училишните клупи за прв пат годинава ќе седнат 21.257 деца во прво оделение. А со почетокот на учебната година почнуваат и дел од проблемите за родителите. Почетокот на септември за најголем број е финансиски кошмар, особено за оние што на училиште ќе испратат повеќе од еден ученик. Почетокот на септември за најголемиот број на родители е финансиски кошмар, особено за оние што на училиште ќе испратат повеќе од еден ученик. Ранци, тетратки, моливи, нови патики и облека. Сето ова ќе им однесе значаен дел од августовската плата, иако учебниците се бесплатни. Само за најосновниот училишен прибор, велат граѓаните, се потребни барем 5000 денари, или речиси четвртина од просечната плата во земјава. А ако на ова се додадат и парите што ќе се потрошат за нова есенска облека, подготовката на еден ученик ќе чини многу повеќе. 2000 доволно, а облеката друго е веќе. Ташнички на децата што му е најпотребно. Под 100 евра не ќе биде. Негде близу 100 евра со чанти, со книги, со облека се разбира. Под 5000 дарки не може помини книги. Најмалку што може мизерно да биде. Нема да ста са 5000. Како патики едно, не, нема да. Сигурно многу. Сигурно едно 5000-6000 сигурно. За книги треба да се опреми детето, да се облечен или така. Со испразнети паричници во септември, велат психолозите, најголем стрес има кај родителите. Психологот Лидија Зорба за 24 вести вели дека токму од финансиите доаѓаат најголемите семејни проблеми. Потребно им е минимум 4000 денари. Сега тоа зависи кој, што и како и каде сака да го опреми детето, како да речам, за почеток на една учебна година. Меѓутоа, ова е особен проблем за децата за родителите кои што имаат повеќе од 2 деца. Значи, дури и за оние кои имаат 2, ако живеат од просечни примања или помали од просечните, тоа е сериозен проблем. Но за оние кои што имаат 3 и повеќе деца, ако нема некоја дополнителна помош, тоа е сериозен проблем, стрес е за родителите. Го стават акцентот на она за што детето навистина оди во училиште. Значи, на знаењето, на процесот на учење,
бенефитот од образованието, на моментите на уживање или на забава во училиштето, особено за децата кои одат во основно училиште, а не на опремата во смисол каква чанта носи или какви патики. А тоа е нешто што е малку подзаборавено во нашата средина, имено сега е битно каква опрема има, а не што детето ќе прави или ќе научи со тоа што го носи во училиште. Септември силно му се заканува на семејниот буџет на просечниот граѓанин, кој живее само од плата. Статистиката покажува дека просечната плата се движи околу 20.000 денари, а за да се протурка овој месец се потребни двојно повеќе. Домаќинствата, исцедени од трошоците за летен годишен одмор, си прават своја пресметка како ќе ги преживеат следните 30 дена, за кои граѓаните велат изгледаат подолги од година. Покрај редовните месечни сметки за струја, вода и парно, подготовка на учениците и на студентите и за останатите рати од кредитите, празните кесиња на семејствата, ги чекаат дополнителните трошоци за традиционалното полнење на подрумите со зимница. Домашната експертска јавност е поделена во своите ставови за денешната посета на лидерот на ДУИ, коалицијски партнер во владата Али Ахмети со шефот на грчката дипломатија Евангелос Венизелос. За едни, оваа средба е добар сигнал, за други пак симптоматично е што грчките власти во последно време се среќаваат со албанскиот политички блок. Повеќе детали за средбата нема, ниту пак за тоа на чија иницијатива доаѓа. Но тоа може да се толкува како дел од дипломатската офанзива на првиот човек на ДУИ во изминатиот период околу спорот со името. Македонија од денеска ја окинува спорната одредба за ограничување на увозот на пченица. Според српските власти, најважно е што проблемот е решен по институционален пат, со помош на ЦЕФТА. Го свикавме комитетот на ЦЕФТА и добивме поддршка од сите членки. Македонија беше таа која беше лошо момче во оваа ситуација. И не беше коректно што го пролонгира моментот кога ќе ја укинат оваа мерка, изјавил Данило Голубовиќ, државен секретар во Српското министерство за земјоделство. Владата минатата недела одлучи да ја укине мерката за ограничување на увозот на пченица, бидејќи оцени дека пазарот е стабилизиран. Во продолжение краток преглед на информациите од светот, премиерот на Франција Жан-Марк Еро најави дека денеска треба да се состане со шефовите на одборот на парламентот на Франција за одбрана и безбедност и со лидерите на пратеничките групи да го разгледа прашањето за учеството на француската војска во интервенцијата во Сирија. Францускиот парламент треба прашањето да го разгледа во среда. Одлуката на американскиот претседател Обама да побара одобрување од Конгресот за војниот напад врз Сирија покрена барања. Франција своето учество во таа интервенција исто така да го одобри во францускиот парламент. На соборениот египетски претседател Мохамед Морси ќе му се суди поради поттикнување убиства на политичките противници кои протестира пред неговата палата. Војската го отстрани Морси од власт на 3 јули бидејќи милион луѓе излегува на улиците барајќи негово сменување. Обвинителството го обвинува и за здружување со странски групи за бегство од затворот за време на нередите во земјата во немирите во 2011 година. Во одлуката на обвинителството се споменува судење за кое не е изнесен датум. На Морси ќе му се суди заедно со 14 членови на неговото исламистичко движење, Муслиманско братство, поради насилство и поттикнување убиства на најмалку 10 луѓе. Германската канцеларка Ангела Меркел синоќа во предизборниот телевизиски дуел со лидерот на социјалдемократите Пер Штајнбрик ги истакна успесите на нејзината влада во економијата. Меркел во дебатата што се пренесуваше преку неколку телевизии рече дека Германија сега има повеќе вработени од кога било и ја истакна својата политика во решавањето на европската должничка криза. Според податоците на последното истражување спроти изборите на 22 септември, конзервативниот блок со Меркел на чело има значителна предност во однос на социјалдемократската партија, со што таа би можела да обезбеди и трет мандат. Бомбаши самоубици нападнале американска воена база во Авганистан. Инцидентот се случил во близина на границата со Пакистан. По нападот дошло до пристрелка, но за сега нема податоци за евентуални жртви. Талибанците ја презеда одговорноста за нападот. Пожарот кој зафати дел од американскиот национален парк Јосемити е четвртиот најголем пожар во историјата на Калифорнија. 5 од 7 регистрирани пожари во југозападната сојузна американска држава избувнале од 2007 година.
Огнот досега уништил 89.000 хектари во западниот дел на резерватот. Уништени се околу 6% од јосемити. Пожарникарите за време на викендот успеале да го забават напредувањето на огнот. Приближно 5.000 пожарникари учествуваат во гаснењето, за што досега се издвоени повеќе од $60 милиони, федерални и сојузни средства. И за крај информација за времето денеска, променливо облачно со повремен локален дожд посебно попладне. Температурата ќе се движи од 25 до 32 степени. Во Скопје слично време со температура до 27 степени. Почитувани, ова е последна информација во вестите во 9 часот. Следува емисијата 24 од се срце, а новиот информативен блок е точно во 10. До тога што видуваме.